Голготата на стотина вработени во сега веќе затворената текстилна компанија Артекс во Кочани и понатаму продолжува. И покрај тоа што останаа на улица без пари и здравствено осигурување, откако преку ноќ компанијата се затвори, сега не можат ниту да се вработат на друго место. Тврдат дека компанијата во која некои од нив работеле и повеќе од 20 години е во стечајна постапка, а тие неколку месеци се без приход и се уште имаат статус на вработени, што ги ограничува во барањето нова работа. Те кажа управено дека до 8 мај не може ништо да се поднесе. Вика тоа ќе почнат тие процедури да се гонат до 8 мај, значи исто ќе остане на овој ниво дека не може нигде ние се пријави да нема да не осигурат. И доеш нема да осигурат, здравство нема да имаме. И не се знае, може и да трае уште 5 месеци за дека да се реши се тоа. И ние дека стечајната постапка и ние може на улица ќе бидеме. А ние сме моментално и 20 на работа, и мајо и жената, и на улицата останаме, без пари. Па не одјавува, не сме одјавени, за да може да кажеме тука работа. Работниците загрижено прашуваат што и како понатаму. Ја бех утекна болување он кога затвори фирмата. И јас пријави на нула. На улица останувам, нема со што да иде операција, 200.000 ми тражат за операција. На приватно да иде, со што да иде. После ветувањето од минатиот месец дека плата ќе има, сепак на 3 април на голем дел од вработените од човек близок на собственикот им биле врачени решенија дека спогодбено напуштаат од работа. Меѓутоа истите не ги потпишале од страв да не останат без заостанатите плати и регрес за годишен одмор. Самоволно спогодбен договор дека напуштаме сами, ние од наша лична причина за да не одјави. А ние не се согласуваме да го подпишеме тоа. Тоа ништо нема да не следува. И не одјавува никако. И не можеме никако да тражиме работа, затоа сите ни тражат да сме одјавени за да не пријават. Телевизија 24 го контактираше и собственикот на компанијата, кој во телефонски разговор кратко кажа дека одбива да даде било каква изјава. Инаку фирмата се затвори ненадејно оставајќи стотина семејства на улица, без исплатени плати и без јасна иднина.